Благодарам председателе, почитувани кандидати за министри, почитувани пратеници. Би сакал во овие 10 минути ја кажам зашто ќе ја поддржам владата предложена од коалицијата на ВМРО, ДПМН и Демократската унија за интеграција, заради тоа што сметам дека таа е израз на волјата на граѓаните. Ние во истото ова собрание, кога побаравме предвремени избори, бевме јасни и кажавме дека темпото на реформи и напредок на Република Македонија не смее да застане под ничија уцена, од било каков вид и на било кој начин. Заради тоа што ни е потребна политичка стабилност со стабилно мнозинство во собранието на Република Македонија, кое што ќе е отворен пат кон спроведување на ветеното. Граѓаните не послушаја и не дадоја мандат. Благодарни сме на тоа. Патот на ВМРО ДПМН кон остварување на програмата сега е чист и сега е на нас редот во следните 4 години. Исто така, да не заборавиме, Македонија избра и председател на овие избори со сериозно мнозинство, за кој што се надевам дека ќе е силен партнер на владата на Република Македонија и на собранието на Република Македонија во делот каде што има ингеренции. Зошто го зборувам ова? Заради тоа што стабилното мнозинство е потребно за остварување на двата главни приоритети кои што ги има оваа влада. Првиот приоритет е економскиот напредок и вториот приоритет се евроатлантските интеграции. Кратко за економијата. Добро е да се споредуваме за да имаме представа каде сме и каде бевме. Да се споредуваме со претходните периоди, но да се споредуваме и со соседните земји. Република Македонија има најниски даноци во Европа. Советување за натамошна дерегулација на овој дел и со натамошно намалување на процедурите со цел подобри услови за спроведување на бизнес. Понатака, растот на бруто домашниот производ, кој што во годините пред кризата беше во 2007 6,1, односно 2008 5%, во споредба со владите на Бранко Црвенковски од 96 и 97 која беше 1,2, односно 1,4. Ветуваме раст од 3 до 6%, од 2014 до 2016 раст од 3 до 4,5% и од 2014 до 2018 раст од 4,5 до 6%. Понатака, ветување за силно намалување на невработеноста, кое што да подсетам, достигна до фантастични 38%. Во моментов е 28,4%, со ветување за креирање на 64.000 нови работни места и намалување до 22%. Понатака, зголемување на стапката на вработеност, која што ако некаде во 97 година беше 34%, денес е 40,8%, советување и на зголемување на платите во администрацијата за 21,5%, како и зголемување на минималната плата во стопанството преку закони кои што ова собрание ги изгласа. Или ако сакате да се споредуваме во нето платата која што некаде во 2003 година беше 11.828 денари, денес е 21.000 денари. Сето ова резултира со отварање на голем број компании кои што решија да инвестираат во Република Македонија, но и силно инфраструктурно развивање на Република Македонија, каде што би сакал да споменам неколку проекти. Изградбата на двата автопати, која што представува најголема инвестиција во историјата на Република Македонија во делот на инфраструктурата, развојот на железницата, особено кон Бугарија, ќе придонесе кон забрзан економски раст. Вториот столб на кој што се темели оваа влада и заради кој што треба да ја добие поддршката, секако се евроинтеграциите. Тука постои дводеценискиот спор со Грција, кој што е јасен, е објективен, по однос на кој што имаме јасен став и јасни позиции. Но тука се соочуваме со проблемот на внатрешниот политички диалог со отсутството на пратениците од опозицијата во Македонското собрание, кои што се надевам ќе дојдат и заеднички ќе работиме за единината на Република Македонија. Повиците од Парламентарното собрание на Советот на Европа, како и од Европската унија, се јасни и повикуваат опозицијата да се врати во собранието. Во оваа смисла, мислам дека во услови
Кога препораката за почеток на преговори е неизвестна заради однесувањето на опозицијата, мора да правиме 2 пати посилни реформи, да сме попосветени и поиновативни, како не би имало за што друго да се замери на Република Македонија и како би се избориле и покрај овај внатрешен недостаток кој што го имаме Република Македонија да ја задржи препораката. Италијанското претседателство е шанса. Премиерот Ренци е еден од ретките премиери кој што доби поддршка на овие избори за Европски парламент, за разлика од екстремната десница која што победува низ Европа. Неговото водство е шанса и треба партнерството кое што Македонија го гради со Италија, а исто така и со Германија, да продолжи да се развива. Тоа се двата столба на кои што треба да ги градиме нашите евроинтеграции во периодот кој што следува и силно да инвестираме во нив. Почитувани братеници, подготвувајќи се за оваа седница, прочитав што сум кажал и во 2008 и во 2011 година. И сметам дека следнава реченица сега ни е многу потребна отколку било кога претходно. Сум кажал дека колку сме побројни во парламентот, толку повеќе треба да сме спремни да го разгледаме и различното мислење. Колку повеќе правиме успеси, треба да ги согледаме и грешките и да ги решаваме истите. И колку повеќе имаме поддршка од граѓаните, толку повеќе треба да сме скромни, воздржани и поблиски до нив, затоа што тоа е единствениот пат да продолжиме да слушаме. Работа на опозицијата е да коригира власта. За жал, имаме опозиција каква што имаме, која што и да се врати во Македонското собрание има значајни проблеми во внатрешното структурирање. За жал, оваа опозиција не е спремна на правилен начин да го артикулира она што граѓаните го мислат, а е спротивно или не се согласува што ова ние го предлагаме. Затоа мислам дека треба да сме отворени и иновативни. Сметам дека треба често да ги прашуваме граѓаните ни се еден вид на непосредна демократија. Да одиме во секое населено место и да прашуваме за секој закон и мерка која што ќе гласаме во оваа собранија. Да бараме мислење од невладините организации, од академијата, од универзитетите и од коморите, уште повеќе од колку што тоа го правевме досега. Ако има крупни економски мерки или мерки кои што го подобруваат животот, а за кои што имаме дилема, а сакаме да ослушнеме мислењето на граѓаните, за жал тоа мислење не е во можност да го артикулира СДСМ. Да ги прашаме директно. Референдумот не мора секогаш да е прашање до граѓаните за најкрупни политички прашања. Да го видиме примерот на Швајцарија, каде што се прашува за најобични, секојдневни прашања и стигнува мислењето на граѓаните. Ние мора да сме одговорни кон политичката стабилност на оваа држава. Ние мора да слеземе меѓу граѓаните и она што не го прави опозицијата, да го направиме ние. Ни се ни непосредни, големи собери, ова собрание, да го направиме собрание на 2 милиони жители. Заеднички да ни кажуваат и заеднички да ги гласаме законите и мерките тука. Заради тоа што во спротив на она што го предлагаме и она што е наше решение, ќе нема корекција и ќе нема начин да биде коригирано. Ова е само една иницијатива, една идеја која што можеме заеднички да ја разгледуваме и да размислуваме во периодот кој што доаѓа, како би можеле заеднички и да реализираме. На крајот, се надевам дека за 4 години ќе се видиме со уште 20 на нови фабрики, со 2 нови автопати, со железница која што се гради кон Бугарија, со уште многу среќни семејства и со реализирани проекти. Посакувам успех на премиерот Груевски, на неговиот кабинет и се надевам дека заеднички во следните 4 години во соработка со собранието ќе се реализира програмата. Благодарам.